Градоначалникот на општина Карпош, лидерот на Гром Стефчо Јакимовски, гостин во ова интервју. Неделава, бурни реакции, само една вест ја разбранува јавноста, меѓутоа веста беше јака. Ја раскинавте коалицијата со ВМРО ДПМН, 9 години брак, неуспешна љубов, беше тоа брак од интерес, од чист интерес? Никаков интерес. Искрена, честна и одена коалиција. Гром и јас си дадовме огромен придонес во најтешките моменти на ВМРО ДПМН, кога бевме свесни дека ВМРО ДПМН паѓа, но бевме свесни што ќе се случува во државата и кога голем дел од раководството и членовите на ВМРО ДПМН се криеа од бомбите, од СЈО, плашејќи се дека ќе бидат обвинети, ние бевме тие кои што најмногу критики упатувавме на СЈО, ако се кјавате, и не го поддржавме правењето на СЈО. И во тие најтешки моменти кога се вршеше притисок на нас за уставните промени, за референдумот, кога мене ме притвара, кога се нудеа компромиси за сето тоа и така натаму, и ние од Гром останавме заедно со коалицијата. Не попуштивме. За тоа не бараме ордени, за тоа не бараме признанија. Така сме мислеле, така сме се однесувале и сега да се повтори истата ситуација, ние исто ќе се однесуваме затоа што сметаме дека одредени работи што се случија во државата, ние ги антиципиравме претходно, беа соопштени на јавноста и машки се боревме за сето тоа. Денеска неаме ние, ако тргнеме ние од лукративни причини, ако било брак од интерес, нашиот интерес можел да биде пред 5,5 години партијата да ми биде во власт. Што би бил наш интерес и мој личен интерес, денеска, кога еве сите тие работи, тешкоти се зад нас, ние сега да ја напуштаме коалицијата. Што беше пресудно за да ја напуштите коалицијата? Имате изјавено дека работите сето ова тлееше. Зошто дозволивте да дојде токму до ваква кулминациона точка? Не можевте ли порано да се повлечете и да донесете одлука? Прво, морам да кажам дека имав... Прво, јас со луѓето што соработувам, имам верба. Јас за другарство повеќе давам него што земам. Така и во односите со Христијан Мицковски како лидер со лидер. Се оно што ми го кажува неговите противници, неговите лоши човечки особини, јас едноставно не ги препознав или не сакав, повеќе да кажам, да ги препознавам, ниту верував во тоа. Меѓутоа, очигледно, како времето проаѓаше, тој своите човечки недостатоци не можеше да ги прикрие. Пред се тука доаѓа лажењето, што не можам да сватам или немам парче од мозокот кој така ми функционира на толку години со таква одговорност, со академска титула, да се служиш со лаги. Зашто ви излажа Мицковски? Имате нешто конкретно што му замерувате? Да, имаме повеќе работи за што е конкретно, а оно и други работи што се однесуваат од човечки аспект, и тука видов дека се работи за еден човек кој што едноставно не е тимски играч. Јас можам да бидам импулсивен, можам да бидам и оштар во издави, но јас сум тимски играч и јас никогаш во функционирање на коалиција во општината не сум имал проблеми. Јас секогаш сум функционирал коалиционо. Од 2000 година кога било, значи мојата партија е имала 3 советника, а јас сум бил градоначалник. Со никој проблем не сум имал. 2009 не имавме малцинство во Советот. Никакви проблеми не сум имал. 2013 година ја имав само 5 советника, за мнозинство ми треба 12. Никакви проблеми не сум имал. Овие проблеми се прв пат што се случуваат и во Карпош, и кон мојата партија, и во коалицијата, благодарение токму на чудниот однос на Христијан Мицковски и ништо повеќе од тоа. Велите дека сте тимски играч и смирен човек, меѓутоа еве деновиве ви се забележува на така речено брутални, условно речено брутални изјави на сметка на изјавите на Мицковски, кој што беше деновиве умерен
и рече нема многу да се пушта во конфронтација. Што е помеѓу? Велите имате конкретно на што му замерувате? Што е конкретно? А што ќе каже? Кога знае дека се е точно? А што да каже? Што кажува? Нека му е со среќа, ако мисли така дека ќе биде покомфортно, ќе се чувствува. Па јас во коалицијата не сум за комфорт. Ако ми требал комфорт, тој комфорт ќе сум го обезбедил пред 5-5,5 години. Второ, што ми пожелува среќа? Што друго да каже? Јас не сум рудар да влегувам во јама, па не треба среќно да ми посака. Има нешто друго да каже во нашите односи. Кажува дека не сме разговарале од пред Нова година. Ја кажува причината зошто не сме разговарале. Има зошто причина. Не разговаравте? Што се скаравте? Имавте ли време да се скарате? Еве, велите не бевте во контакт, меѓутоа... Тоа што лаже. Тоа што лаже, затоа што добро знае за работа и кој и како сме се договориле, за да потоа едноставно те прави будала. Тоа не сме се договориле, а истиот муабет сме го правили уште 3 пати. И за истиот муабет знаат и други луѓе. Се договоривте за 28 катницата, за деталниот урбанистички план. Тука посезлија ова што или не? Нема врска. Што е врската? Значи сега дознаваме која е причината зошто као коалициони партнери според логиката не бев подржан уште во првиот круг за кандидат за градоначелник на Карпош. Прво ми подметнуваше лажни анкети, не знаејќи дека и јас правам анкети. И беше многу изненаден и резигниран, дури наљутен кога дозна дека не една, него 2 анкети имам и дека тој што го зборува, замислите ми вели, дај ми добар кандидат да го мерам за Карпош. Јас отјутувам. Повторно ми го вели истото. На крај на јазик ми беше да му речем, Христијан, а ти да ми дадеш мене добар кандидат да го мерам за лидер на опозиција, пошто и јас правам анкети. За да се договориме да завршат изборите и повторно ќе направиме анкети и ќе одлучиме. Повторно ми дава лажна анкета. Повторно моите анкети кажуваат дека во Карпош има сериозни шанси јас да победам, бидејќи на сите анкети водам и на теренски и на... Сега дознавам дека сценариото било да не ме подржи за Карпош, да одам сам, според неговите прогнози ќе освојам негде околу 2-2,5 гласови, и потоа неговите медиуми да притиснат јас да се повлечам од лидерската позиција во партијата. Тој е првиот чин. Вториот чин... Што добива тој со тоа ако вие се повлечете од лидерската позиција? Да, добива лидер на партијата кој ќе се биде сигурно сервилен и послушен и ќе се биде коалиционен партнер кој што без интегритет, но добар послушник. Има во позадина некој, така речено, апсолутно позадина. По победата на парламентарните, на локалните избори, исто така потекнува промени кај мене во партијата, па дури обезбедува и фонд од 50.000 евра за поддршка на медиуми, за моje рушење. Очигледно, сега гледате му ги на човекот претпоставките, не знаејќи колку е мојата позиција силна во партијата. Сега кога зборуваме и за пред изборите, прогнозата му била добра или намерите му биле лоши? Очигледно дека намерите му биле лоши. За разлика од него, кога го рушеа во партијата, кога му спреваа конгрес, јас во 4 вакви настапи на телевизија сум зборувал во негов интерес дека води гандиевска политика, дека ова е реформиран ВМРО ДПМН со Христијан Мицковски, дека нема запалива реторика, дека не се прави протести, да се бунтува народ, туку напротив се рачистуваат работите, граѓаните да си дознаат што е што во една мирна атмосфера. Секој сум давал аргумент повеќе зашто тие луѓе што најголем дел од нив се и мои пријатели, ми се лутеле, но ми останале пријатели, ова бил мојот однос кон него и кога веднаш утрото по парламентарните избори во 7:30 сабајле ми се јави и ми рече дека ќе си даде оставка. Кам за како ќе си даеш оставка? Чекај, не се формира. Сакаш да им дадеш гориво за полесно да ја формираат владата? Не ти ги на оставката за 10, за 15, за 20, на конгрес ќе си ја даеш. Дај да се обидеме, со 2 разлика е. Можеби ние ќе формираме влада, можеби ќе се скарат. Не е ова страшно, со 12.000 гласа сме изгубиле. Ја злоупотребија ковид кризата и
го злоупотребија локдаунот. Значи не е ништо страшно, не ми ставаат на товар и референдумот, и поразот на председателските избори, еве сега изгуби, веројатно ќе ги изгубам и локалните избори. Ова бил мојот искрен однос кон мојот коалиционен партнер и кон мојот пријател Христијан Мицковски. Се направете паралелата како тој се однесувал кон мене, со какви задни намери и каков е неговиот однос кон мојата партија. И ако сум имал притисок од тие, јас секогаш сум кажувал, за мене е официјален коалиционен партнер господинот Мицковски, он е председател на ВМРО ДПМНЕ, вие сте ми пријатели. Ако вие преземете партијата, јас со вас ќе комуницирам. Но да ве потикнувам и да ве поддржувам, вие од надвор да го рушите официјалниот председател на партијата, јас тоа не можам, мојата совест тоа не го дозволува. Сите ваши луѓе од Централниот одбор, целата партија беше за оваа одлука или ова е ривалство? Еден против и еден воздржан. Што се случува со вашиот пратеник сега Пренџов? Пратеникот си носи собствени одлуки. Како мисли, така нека прави. Тоа си е негова одлука. Секој си сноси последици за односот што го прави. Има доволно примери од минатото. За мене е битно што мисли партијата. И каков став, и дали партијата било во исправните политики. Без разлика партијата дали е власт или опозиција. Дали незиното мислење во даден момент и одлуките што ги донеле биле исправни. Јас сум бил против Пржинскиот договор и гром бил. И велевме, тоа е голема пржинска измама ќе биде. Го измамија Али Груевски. Кои му се последиците по него? Кои се последиците по ВМРО ДПМНЕ? Јас и Гром бевме против СЈО. Најголемите критичари на СЈО. Кога не смеја да гукнат плашејки се да ги нема зашто може да ги има во снимки и така натаму, испадна СЈО нивниот гробар. Тоа се нивни грешки. А тоа се работи што ние однапред сме ги антиципирале. Натаму, она што се случи на 27 април, ние го судивме. Има ли некој таму замешателство? Кој ја отвори вратата? Кој го направи целата белја? Која пееше химната таму па го предизвика оној албанецот и го направи целиот тој хаос? Тој ден, на 27 април, државата беше на ивица на граѓанска војна. Антиципиравме ли ние како партија дека ќе дојде до промена на име, до промена на устав и така натаму и така натаму? Себе тоа работи за кои што и ден денеска не жалиме и што е најбитно, гледате ли сега што се случува во Украина? Гледате ли сега какви притисоци се прават врз Србија, врз Босна и Херцеговина? Свесни ли сте и да не го сменевме името дека ќе бевме членка на НАТО? Еве зошто требало да бидеме членка на НАТО. Колку нас ни треба НАТО, толку ние на НАТО исто така му треба, за да стават шепа на овој дел од Балканот. Само требаше да издржиме и ништо повеќе. Нашите ставови секогаш биле јасни, кристално чисти, за разлика од ставовите на Христијан Мицковски, например за референдумот. Јасно и гласно, не искачаме на референдум, ова прашање не заслужува одговор. Само им треба бројка за да може да направат манипулација, а Христијан искочи во 5 саат да каже дека а во 7 се затвараат гласачките места. Значи, тие политики на дволичност, на неодлучност и така натаму нам ни правеа штета, но за разлика од нив, Гром секогаш имаше јасни ставови и ги антиципира случувањата што ќе бидат во државата. Граѓаните се чувствуваат изневерени, бидејќи токму на грбот на ВМРО ДПМНЕ велат Стефчо Јакимовски дојде таму каде што дојде и имавте една собствена програма. Сега не издржавте во опозиција, следното е позиција, влегувате со СДСМ, бидејќи од другата страна имаше најави дека не е исклучена можноста Стефчо Јакимовски да влезе во СДСМ. Шурувате и со СДСМ, и со ВМРО, и со... А што ќе кажат ботовите на ВМРО ДПМНЕ, освен дека шурувам? Значи, јасно кажувам, немам коалиција... Да, ма и фактичката состојба, затоа што од 2000 година сте во политика. Оставете фактичката состојба. На грбот на ВМРО сум дојал. Како јас имам 2 советника во општина Карпош, значи, а како дојдов до 13.000 кусор гласови? А ВМРО зел 6.000 гласови во Карпош. Како тоа на грбот на ВМРО? Точно е дека ме гласале и членови на ВМРО ДПМНЕ. Јас за тоа сум им благодарен, јас не ви ги почитувам и се што е коалиционен договор, ја го исполнувам. Се што е коалиционен договор, јас го исполнувам за разлика од нивниот лидер.
за разлика од нивниот лидер. Натаму, на ниеден член од ВМРО-ДПМН нема влакно од глава да му фали. Напротив, и во иднина што имам обврска према членовите на ВМРО-ДПМН, јас ќе си ги остварувам. Луѓето не ми се криви, таму имам пријатели, имам многу искрени соработници и на Мицковски, кои што не се согласуваат со начинот на кој што ја води партијата и поготово ова што се случува во Карпуш, а фактите говорат дека Гром бил искрен, одан, борбен, коалиционен партнер и ништо повеќе, и Гром е коалиционен партнер со кој вие не можете да се играте и да го понижувате. Христијан Мицковски мислеше дека ако евентуално може да си соработува со пратеникот во парламент и ако во општина Карпуш без него не можам да обезбедам мнозинство, дека тој ќе ме држи во заложништво. Нема таков што ќе ме држи во заложништво и тоа е причината кога гледам како тој се однесува, чашата ја прелеа, значи урбанистички план не. Вчера граѓаните на Злогуќани ме повика да се видиме. Што се случува на тој терен? Па таму има бетонјера. Добро. Во кој што има дробилица за камен, за правење песок. Знаете ли како ечи железо на камен кога удире, кога дроби? Луѓето немаат живот таму. На секој поголем ветар по куќите им се разнесува. Нонстоп излегуваат шлепери со песок, со камен. Нонстоп влегуваат миксери. Знаете ли каков е животот на тие луѓе? Јас сум во избори од 96-та година. Од првиот момент кога сум отишол таму до денеска, луѓето молат таа бетонјера да се дислоцира. И ако постои урбанистички план, кој што е интерес на граѓаните, не постои по-добар план сработен за граѓаните кој е нивни интерес. Што е невообичаено. 2 пати во работни средби на советниците го презентирам. Поправки направиме каде што треба. На моје инсистирање да се намали број на згради, да се намалат висини, да се зголеми количина на зеленило, на моје инсистирање се стават детски игралишта, спортски терени, кошаркарско, фудбалско, со се она пропратни содржини за да тој простор таму се оплемени, во исто време луѓето таму да имат дуќани, да има кафетерии, да има маркети, зашто Злокуќани како да ни е одсечено од животот на Карпуш. Јас сум тој што сум го направил мостот Газела, за да ги поврзам тие луѓе. Од едини пат кој ги поврзуваше со останатиот дел од Скопје беше или мостот Обединените нации на Влаје или оно мостот кај Александар Палас. Има луѓе што одат пешки, што одат со велосипеди и така натаму, со целосен респект кон маките на тие луѓе. Со наредба на Мицковски, затоа што ги слушнавме што им кажа на советниците, со закани на советникот од ВМРО-ДПМН кој не сакаше да се тргне точката од дневен ред, со закана да ќе му го скршат носот, зашто кршел наредба на председателот. Како ќе Која е наредбата? Пазите, која е наредбата? Планот, формално, да гласаме, за да оди во анкета, да го видат граѓаните и да си го дадат своето мислење. Замислете, он функционира со наредби како Путин. Кој е он од цела Македонија да кажува што треба да се прави? А што шпицен премиер изиграва шпицен градоначелник? Може секаде да биде. Во Карпуш не може да биде шпицен градоначелник. Да, ама во Карпуш велат Стефче урбан профитер. Атентатор на градежната... Каде е мојот урбан? И тоа е дел од навредите... Пријател сте со градежната мафија? Еве ова ве прашувам. Значи, затоа што од денови секакви муабети има. Се се изнаслушав. Многу ви е убава поентата. Каде се виде мојот профит? Во претресите што ги најдоа правеат дома кај што бев изненаден дека ми прават претреси. И во куќата кај што живеам, и таму кај што сум бил под кирија, и кај децата. Што најдоа? Каде се становите за кои што ми ширеа пропаганди пред избори? Сте имале стан во речиси секоја една зграда? Да. Каде се тие станови? Па тоа беше приказна на СДСМ и пропаганда на СДСМ. Би требало малку ВМРО да биде покреативен, начело со Мицковски во таа работа. Како сум јас урбан атентатор, а министер за транспорт и врска бил Владо Мисаиловски. Тој вели да не го мешате во оваа работа, затоа што е чист. Да не го мешам. Кој ги држеше плановите по 6 месеца? Па дај една забелешка, поправија, па врати ни 3 нови забелешки. Зашто ни ги пуштаа плановите на самата седница на совет на општина Карпуш?
Па уште ќе дадеме пауза, а неговиот шофер ќе ни го донесе планот. И ние сите срекни, бидејќи планот се носи затоа што вие сакате да доградите надградите, затоа што со комшијата ви влегол неколку квадрати во вашиот плац, не можете со новиот план го тргаме тој дел што бил од комшијата. Зашто се дели брат со брата, не му потпишува да гради, затоа што луѓе сакаат да ги реализираат, да си добијат станови. Затоа што ние како општина во крајна линија очекуваме финансиски средства од тоа што ќе се гради и така натаму. Ќе го донесеме планот, а внатре ставени спрат плюс, внатре ставено паркирање 70% надвор од парцелата, односно од објектот, што ја ни случајно главата да ми пресечете, нема да дозволам таква работа. А тоа се тие мангупски работи и договори со они како што си ја викаат мафијата. На неговиот подпредседател, и кога тоа го кажуваат за мене, треба друштво да ми прави нивниот подпредседател Владо Мисиловски, бидејќи тој беше министер за транспорт и врски. Да го потсетам, во град Скопје кој ги одобруваше плановите. Како сте со град Скопје, како сте да ги потсетам исто Белата палата на мафијашки начин не стварана или на поштен начин? На мафијашки начин? Тие добро си знаат на каков начин. Еве вие кажете кога веќе го нашавте. И не сакам, јас не се служам со навреди, значи не е коректно да навредуваат и натаму, затоа што ако почнеме да разговараме со уличарски речник, мојот е исто така многу богат. И ќе биде возвратено на соодветен начин. Зашто Мицкоски нема што да каже? Зашто знае дека се е точно. Кога сум го напуштил СДСМ и кога одлучив да се кандидирам на избори, а тие мислеа дека не треба да се оди на локални избори, веројатно има причини да се лутат. Заради нивното мислење. Може ли еден член на ВМРО ДПМН до денеска да ми ја каже која е забелешката на односот на Гром и на мене како коалиционен партнер и како опозиционер? Каде Гром погреши? Каде јас сум погрешил во моето однесување, во моите политички ставови, во моето презентирање на коалицијата? Дали имаат една запирка на однесувањето на Гром? За да има таков однос кон мојата партија. И скоро на тоа да кажува дека јас сум мртов човек, дека ми се броени деновите, да проверува дали ќе бидам осуден, за да ти имале веде градоначалник во општина Карпош, да држеле дистанца од мене и така натаму. Па видете го човекот. Тој сака или да умрам, или да бидам во затвор, или да ми направи преврат во партијата, и сега направете паралела на мојот однос кон неговата партија, кон него лично, кон коалицијата и неговиот однос кон мене. Мојот искрен однос и неговиот неискрен однос. Таков човек што заслужува? Да, но велите каде е таа точка на која што ви замеруваат? Во јавноста сте познат како човек со афери, со скандали, само што дојдовте на градоначалничката функција, нели бевте обвинет, бевте на обвинителна клупа. Луѓето дури вака кога ќе се види во јавноста велат не ни верувавме дека Стефчо Јакимовски може да се врати, но се врати. Од друга страна пак има луѓе кои што велат тој се бори за општината. Може би и има станови во секоја зграда, меѓутоа се бори. Тоа е изненадувачко. Пак вие со истата теза може би има станови. Еве, ајде кај се становите? Не знам, пак истото тоа, мислам, таа е теза 2017. Сега бидејќи не се креативни, нема што да кажа, пак тоа, пак станови. Добро. И затоа им кажав, кога ја растурав коалицијата, знам, јас сум од Подржикон, јас сум селјак, имам 83 стана, тоа е обсервирано. Ајде нешто друго кажете. Идете понатака. Ќе ве врати бетонизација? Да прашам сега вака, имаат проблеми со мене. Зошто имаат проблеми со Даниела Арсова во градот Скопје? Зошто и таму не имаат да работите како што треба? Ја не сум слушнал Даниела Арсова како долгогодишен директор на Сојуз на стопански комори дека имала проблем, дека имала конфликти во функционирање и така натаму. Напротив, таа комора со незе, како да кажам, астрономско напредување имала. Затоа што јас сум бил министер кој го правил законот за стопанска комора на Македонија и закон за стопански комори. Да. И таа комора почна од ништо. И стана сериозен партнер на стопанската комора на Македонија. Па да не речем и водечи. Ова може би крупниот капитал кај незе, меѓутоа ситниот капитал
ситните помалите стопанственици тамо, и ние никош не слушнавме дека нивниот директор тамо е проблематичен. За да наеднаш, гледам сега што се случи во град Скопје. Очигледно нив луѓе со интегритет не им се блиски. Очигледно тие навикнале да комуницираат со луѓе кои ќе ги понижуваат и кои што понизно... карика. Молам? Со послаба карика, кој што може да ги манипулира. Па не, да, ајде да не речем да манипулира, да не употребам тежок збор, но веројатно луѓе со кои што ќе можат безпоговорно да им ги извршуваат нивните наредби, нивните замисли, дека ќе може да прават со нив што сакаат и така натаму. Граѓанската опција е правена со достоинство како партија и ни на Мицковски, ни на ВМРО, ни на Свети ВМРО нема да се му дозволам да се поигрува со нашата партија. Ајде само да ми кажете... Толку сме, токму сме, викаше Гане Тодоровски. Ми ги брои деновите, ќе видиме чии денови ќе бидат изброени, моите или неговите. Што е со фамозната 28 катница? Нема ништо фамозно. Пораката на граѓаните е примена. Ке има, ке нема. Не сакаат високи згради. Кога дојдоа кај мене и тој господин. Да. Со кој се прекупуваат денови, да. Не се прекупува, нема што да се препикувам. Јасно и гласно му кажав, шанса нема теоретска 28 катница. Значи не доаѓа во обзир. Таа висина. Ама има урбанички план. Не доаѓа во обзир. Меѓутоа, за да ми речат, ти ако не одбиеш, ние ќе си добиеме на второстепена комисија. Тоа си е ваша работа. Јас подпис на 28 катница не ставам. За да после откриете дека тамо се луѓе блиски на Христијан Мицковски. Другарот Икец е мој пријател или негов пријател? За да ни праќа пораки и јас сум внатре. Тој и јас сум внатре, што треба да знам? И тој е внатре. Абе не Мицковски, Путин да прети дека ќе ракетира, мој подпис на 28 катница нема да ставам. Дали сум јасен, дали ќе биле тие, и јас не одлучувам кој ќе гради. Тоа одлучува собственикот на земјиштето. Ама 28 катница нема да дозволам да се гради. И нема да ставам подпис. Зашто? Затоа што ние треба да го одобриме урбанистичкиот проект, што треба да го донесат. Не оној обичен проект, туку значи урбанистички проект за целиот простор и ние таа висина таму нема да ја дозволиме. Затоа што условите се сменети, пораките на граѓаните се јасни, сум ги разбрал и пред изборите, и по изборите, и затоа сега кога правиме урбанистички планови, не идеме како ќе ни ги донесат да ги ставиме, туку во 2-3 работни верзии ги гледаме заедно со советниците и ние заедно да им дадеме насока на урбанистите како мислат, како нашето мислење даваме придонес во тоа како треба да изгледа урбанистичкиот план, затоа што Карпош нема готово ни еден план. 39 планови имам наследено од колегата Богоев, кој што се во изработка и секој план е презентиран пред советниците во работна верзија, да си го кажеме за сите мислењето, па кога доаѓа нова работна верзија, повторно да разговараме и да дадеме насоки како ќе оди тој план натаму и на крај планот ќе го ставиме. Значи ние планот можеме и 10 дена и 5 дена да го ставиме на анкета. 30 дена го ставам да си го видат луѓето. Зошто ги хушкаат луѓето? Зошто прават циркуси? Има ли потреба од таа работа? Што се крие зад борба за длае? За да потоа ја видите сопругата на Христијан Мицковски како дели анкетни листове. Не е ли тоа срамота на својот коалиционен партнер да му го правите? Што е проблемот да дојде, да видиме? Ајде да видиме што е проблемот со тој објект, со таа зграда. Да видиме дали јас терам своји хирови и своји желби или има правилници, има закони кои кажуваат ако намената е таа и таа, ако има квадратура таа и таа, му следува минимум толку и толку. Впрочем, има своји колеги кои ги има поставено во градот Скопје, кои се бават со урбанизам, дајте да седнеме заедно и да видиме што е тоа што можеме да направиме, а собственикот да не може да не оспори на Уставен суд. Ние нема се правиме играчки, само носи планови, прави трошкови, прави циркузи, а потоа, затоа што во плановите не се прават само згради. Таму е предвидена 2 објекта, 2 згради во цело Влае. Значи, од Вардар до кружниот тек кај порта Влае. Само 2 објекта. Се е друго индивидуална градба. А што правиме со тие луѓе што чекаат да доградат, да надградат?
што сакаат да си го купат земјиштето, бидејќи нема урбанички план, не може да го купат. Ме разбирате, значи луѓето имаат проблем. Мојот син сака поткровља да догради. Не може и он да гради, бидејќи немаме урбанички план. Ние со плановите решаваме проблеми на граѓани. Не тераме хирови и желби на било кого. Како ќе функционира сега Советот? Тие најавуваат, опозицијата најавува дека значи ќе ги оспори сите, како се вели, ќе бара ревизија на деталниот урбанистички план, ќе бара контрола на градежните маркички да се одземат и така натаму. Видете вака, преку урбанистичките планови немаат никакви други идеи. Идеите за развој на Карпош и идеите за решавање на проблемите во Карпош секојаш доаѓале од мене и сега доаѓаат од мене. Урбанистичките планови во Карпош на политичките чинители во Советот и надвор од него служат за пресметка со мене. А всушност се пресметуваат со граѓаните. Еве ги луѓето вчера протестираат на Теодоси Гологанов. Тоа сакав да ја прашам, и најавени се протести секоја вечер во одредено време. Ама што да прават луѓето? Куќите им се срушени. Живеат во субстандард. Во едно куќиче од 50 квадрата живее еден собственик. Ама тука живеел неговиот дедо, односно прадедо. Тој починал, неговиот татко имал уште 3 браки и 2 сестри. Сите имаат наследно право на тој објект. Вели, ако сменаме една керамида, одма ме пријавуваат во суд. Односно во инспекција. Како ги решаваме сите тие такви проблеми, кај што има многу наследници? Со тоа што таму се става колективно домување. Така го смислиле архитектите, не јас, односно урбанистите. И таму е колективно домување. И сега сите си ја чукаме главата како да направиме и да им го решиме проблемот на луѓето, но во исто време, како што рековме, да не загрозиме животот, да нема пренаселеност и неколку пати истиот план го гледаме на седница на Совет. Предлагаме и помали висини, помали габарити, луѓето протестираат. Ти вели, чекај бе, 5 собственика се во оваа куќа. Во каква кондиција е буџетот на општината? Ви замеруваат дека им го гасите уличното светло, тоа е веќе јавна тајна. Па еве сега вака да знаете, минатата година во мај месец сме потрошиле негде околу 500.000 денари за струја, само на една сметка, сега трошиме 2.300. И со штедење. Само на една, имаме повеќе сметки. Ако ние за цела година, 2021 година, сме имале потрошено 13,5 милиона денари, и нормално, според очекувањата, кога сме го правиле буџетот во 2021 година, предвидени се исти буџетски средства за улично осветлување. 13,5 милиона денари. Во првите 3 месеца дојдоа сметки за 15,5 милиона. А како ќе тераме до крајот на годината? Ако вие дома плакате по 2000 денари струја и најнаш ви дојде 8.900, наредниот месец ќе штедите или ќе продолжите да трошите, а буџетот, платата ви е ограничена. Јас се однесувам како добар домаќин. Ако граѓаните избраа, како да кажем, некој кој треба седи на столчето и платата 68.000 иде секој месец, тоа е една работа. Ако избраа градоначелник, што треба да ги решава проблемите и да ги превенира проблемите, јас можам и да седам, платата и така оди, ама сметките ќе се гомилаат, додека си заминам, тие ќе бидат сигурно неколку милиона евра. Работата е, дајте да видиме, и граѓаните да бидат услужени. 600.000 евра ни треба за да ставиме лед светло. А моментов ги немаме тие пари. Многу граѓани вика, зашто не воведете лед? Ја го поставам следно прашање. Вие, зашто не возите електромобил? Зашто немам пари? Па и ние немаме пари. Значи, кога ќе имаме, сакаме наредната година, се тоа на лед да преориентираме, да воведеме исто така автоматики, инаку да знаете, сегде на запад, после 11 часот, работи цела, секоја втора светилка. Дури има системи во кои што цела улица не свети, ама било кој да се појави на улицата, дали пешак, дали велосипедист, возило, ведна се пали цела улица. Значи, ние се уште такви тие техники нормално се... И ние треба да одиме во таа насока, ќе видите и вие како граѓани колку ќе штедите од септември натака. Значи, нова... И јас морам, затоа што ај дури да претпоставиме да имам пари. Немаме ставка во буџетот, бидејќи буџетот е лимитиран 470 милиона денари. Точно се знае колку е за плати, колку е за кредити, колку е за струја, за вода, за други потреби и така натаму. И вие и да имаме пари, ние не можеме да билансираме ставка во буџет.
ќе таксираат камати и така натаму, јас морам да превземам мерки. Ако општината дојдов и беше прљава, а не е наша обврска туку на комунална хигиена, јас превземам мерки за да се очисти општината. Тоа е мојата задача. Морам да превенирам. Во вашето домаќинско работење сега се отвори нова дупка со ова паѓањето на таванот на Мајски цвет. Па добро, нема што да биде, не знам, дупка милионска. Прво гледате ли измената? Ја гледате ли измената? Секој први за претходниот месец јавно на увид на веб страната ги ставам сите приходи и сите плаќања. Кому е платено во општината? Од 5,5 милиона евра долг во општината Карпош дојдени сме до 2 милиона за 7 месеца. Тоа е веројатно. Сакате да кажете дека сте отчетен, транспарентен? Има некој да најде мана на тоа? Натаму, од 2,5 милиона евра блокада на општината, ние во моментов имаме негде околу 370.000 евра блокада. Значи, очекуваме овој или наредниот месец, веќе после 4,5 години општината да биде деблокирана. Значи, ние оваа година гледаме да ја стабилизираме финансиски година општината и ред е по нашиот мандат, значи општината да биде финансиски стабилизирана, да нема долгови или тоа да бидат минимални. Долг од некој милион евра за Карпош е поднослив во секој месец, значи Карпош мора да биде одржлив проект. Впрочем, граѓаните тоа го бараат. Бараат да се реновираат кровови, бараат да се реновираат лифтови, бараат реновирање на фасади. Што е со општинската зграда на која што и бевте поставени? Еве, за општинската зграда, значи не можеме оваа година, немаме средства да ставиме за довршување на општинската зграда. Но со овие рачистување на овие работи очекувам за наредната година да можеме да билансираме средства. Ќе разговараме ли за судските постапки што ги водат против нас? И Социјалистичка партија бара 200 милиона денари, 3,5 милиона евра. И Пуцко Петрол бара 15 милиона евра. Закани, не знам, Свето пивара, исто така, за експроприација на улица према, што ја правил градот Скопје, према салата Борис Трајковски и така натаму. Сега, овие што не им се носат детални планови, луѓето купиле имот, имало детален план, дале пари, плаќаат рати, плаќаат камати, веќе 4 години не може да си го реализираат својот имот, ја тужат општината за надомесна штета. И требали да седнеме ние, како советници, како коалициони партии, како луѓе што ја водиме општината, имаме одговорност према граѓаните. Дајте луѓе да видиме што ќе правиме. Мораме решение да бараме. Не смееме да доведеме во ситуација општината Карпош да ја претвориме во општина Охрид, која со децении е блокирана. Греота е граѓаните не избрали, не платили да ја раководиме општината и во сите кризни ситуации ние да бараме чаре. И цело време јас тоа го барам и тоа разговарам со моите коалициони партнери. Ама очигледно некој наредби дава од надвор, тој истиот кој прави блокади во парламентот, да не се изберат уставни суди, да не се изберат амбасадори, да не функционира дипломатијата, и па таму си опозиција, а овде си власт. Зашто и овде блокираш? Тоа значи моделот на политичко делување тие со блокади. Еве ти пример кај си власт, еве ти пример кај си опозиција. Како е тој однос кон граѓаните да им велиш на своите градоначалници сега нема носење на урбанички план, да победиме на избори, па после ќе носиме планови. Чесен однос ли е тој кон граѓаните? Или дволичен? Така и СДСМ им велеше пред локалните избори. Чекајте, од октомври после ќе ги носиме плановите. Јас може некому да кажам нешто што не му се допаѓа. Меѓутоа, лага и дволичност никога. Како кој план стасува со изработката од страна на планинската куќа, така ќе им биде презентиран на граѓаните на увид во јавните анкети и ништо повеќе. Дали имало избори, дали немало избори, дали било, не знам, празник или не знам што, ако е работен ден, дали било лето, дали било зиме, кога ќе стигне планот, тогаш ќе отиде кај граѓаните да го видат планот. Лага не треба да има. И мојот искрен однос кон граѓаните е причина зошто јас 4 пати победувам во Карпош. Ке отиде ли Стефчо Јакимовски во СДСМ? Не. Се испазаривте ли? Ама зошто треба да одам во СДСМ? Ај, објасне, не ми е јасно. Кога нуделе они компромиси, кога јамката околу вратот ми било, ја не сум, зошто би требало сега да одам во СДСМ? Мислам, тоа се фане. Ние јасно кажав, Гром останува
опозицијна партија и ќе делува опозиционо. И еве јасно и гласно им кажам, сами одиме на избори. Ако има кој да ни се придружи во ред, нити имаме намера со СДСМ, нити со ВМРО. Ако се мажи, ајде да си го коригираме. Ќе изгубите, ви предвидуваат. Па добро, а и они пред секои избори водеа, па по изборите вака си ги трие очите кои ги гледа резултатите. Колку ќе добиеме, толку, тоа се наши гласови и тоа е силата на Гром. Но никој не може да ме третира како привезок и да не ме почитува. И зошто толку плашење? Зошто толку навреди? Кога вие некому од утре не сте со него, а толку навреди изрекувате, само кажувате што сте му мислеле претходно и колку сте биле дволичен. Гром ќе си оди сам на избори. Бујрум на граѓаните ќе им го презентираме нашиот програм, ќе си го кажат своето мислење. Ако Гром беше и до сега со поголема сила во парламентот, ќе видиме дали ќе имаше вакви работи како што ги имавме и до сега. Нема дволичност, има јасна позиција, има јасна политика и затоа велам, ако се мажи, ајде да го смениме изборниот модел. Ајде да одиме на една изборна единица. Да го трнеме прагот и да видиме како ќе биде парламент и ќе видиме сите ние помали партии дали сме нивни привезоци или има сила кај нас. Ама и тие го прифаќаат тоа. Епа, ако го прифаќаат, ајде да го изгласаме. И второ, каков е тој начин финансирањето на изборите, сите пари кај нив? Ево уште една причина да знаете. За време на изборите 1 цент не ми дадоа средства за финансирање на мојата кампања, односно за медиумска презентација. ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски цело време ме работеа само да може да поминат изборите 1 евро. Дали е тоа можно? Бев ли јас кандидат? Тоа се честни игри или нечестни? И како го направија моделот? Тие да го земат најголемите пари да ги земе СДСМ, ВМРО, ДУИ, ние останатите 7% и тие што биле независни 3%, ама и ако имаш пари да си платиш кампања, да не можеш. Значи нас да не, како да ви кажам, да не притискаат, уште да не врзат, да не можеме да збориме, да немаме презентација, само за да можеле они пак да победат. Па еве ја државата каква е. Цело време вие водите оваа држава. Но, очигледно дека ниту парите, ниту моќта што има, не беа пресудни за Карпуш. За Карпуш пресудно било нешто друго. Благодарам. На муабетот никогаш крај, а убава тема нашнавме, всушност повеќе од тоа што требаше. Во некое наше наредно видување ве очекувам повторно за гостин овде во Макфакс. Беше ова градоначалникот на Карпош и лидерот на Гром, господин Стефчо Јакимовски. Ви благодарам за учеството и за гостувањето во ова интервју. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Благодарам.